смееш. Ке ми треба. Ама онака се смеј се, онака да ги различиш и другите. Добро вечер, Митара! Многу луѓе имаме некако. Здраво, јас сум Дади. И сум сингл. За вие што сте растени во златното доба на Југославија, да знаете дека не сум сингл плоча, туку немам партнерка. Не се плашете, значи ништо не е заразно. Ајнштајн рекол дека човековата глупост и универзумот се бесконечни. За универзумот не бил баш најсигурен, а за човековата глупост имаме и експериментален доказ. Се вика Facebook. Седни се, Злато, таму негде, кај ќе најдеш место. Имаш Facebook, имаш Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, леле, TikTok. Значи, TikTok е иновација на глупоста. И на крај имаш онлайн дейтинг. Мислам, вака во теорија воопшто не е глупо онлайн дейтинг, ама глупо е луѓето кои ќе почнат да лажат за себе. Не знам кој ти е филмот, ти сакаш убаво да се осетиш или сакаш да си најдеш женска? Значи, висок си 1,65 м. 1,65 м отприлика толку вака. Толку. Ти пишеш таму дека си висок 1,85 м. 1,85 м е толку отприлика. Значи, 20 сантими се во прашање. Не знам кој ти е филмот, планираш да извишиш 20 сантими дори да се видиш со ова? Ако некој не знае колку се 20 сантими, слободно. Ќе ви кажам. За плочките дома не е ништо. Или кој ќе излезиш со женска шо, деме ќе излезам со ова и се шо, знаеш, јас сум висок 1,85 м, ама не знам шо ми е денес. Ѓонот ми е излижан. Нема врска. И најглупо од се е што женските имат двојни стандарди. Колку си висок? Ти колку кила си? Ама тоа е навредливо. А демекова со висината не е навредливо. Баш кај ти, Злато, можеш малце да намалиш со јадењето. Значи, прекини да пикаш в уста се и се што навечер и мисли на човекот што треба да те пренеси преку прагот. Да не треба со приколица да те тргат тука. А овој кутира како да извиши. Ама јас сакам да знам дали ќе ми одговараш. Па и јас без Злато сакам да знам дали ќе ми одговараш. Шо ти ако си тешка 0,1 тон? Како ќе ти искрепам јас? Или мајка ти има речено, Керко, оди качи му се, ако умри, не би било пишано да сте заедно. Ама јас сакам да знам, нема, колку кила си? Слонче? Се. И кусур. Колку е тој кусуро? 39? Наглавно. Прати се качва да се вага на вагата. Пошто на огледалото не му верва, очигледно, се качва, значи, згазнува со едната нога на вагата, вагата веќе почнува да пее индиски жални песни. Бандини! Згазнува со другата, пука вагата на 500 парчиња, кутрат уште не разбра дали била дебела или слава. Па Злато му е, ќе одиш на сточен пазар. Таму луѓето имат кантари, кај што ги вагат јунците. Ке одиш, ке те кренат на тој кантаро, ке те вагат, ке ти кажат дали си слава или си дебела. Само те молам, нашминкај се малце да не ти измешат со јунците табу. Пиела зелен чај за да ослаби. Земи една зелена салама и за има да се направиш пициката за 2 дена. Демек, дама не се прашува за годините, за килажата и за селото од кое потекнува. Од една страна ти глуми нешто префинето, а друга страна го потура со буковска пипер пред да го лапни. Мајтап. Стварно е така. Опнала 3 јалки на папокот овде, вака. Па клај си едно перде да ти евам, дема да ти дува промаја во џамчето. Баш ка ќе ти одговара. Кога сме веќе кај одговарање, дами, женски чупиња, знам дека црвено и црно одговара многу. Ама мустак со кармин не одговара. Единствено го продаваш пипер на пазар. Тоа му е традиција таму, тоа немаш да го смениш. Многу е јако што... добро да речеме, например, ќе најдиш некоја, ќе запознаеш некоја по ова. Јас, например, најдов една, март месец беше, вака женска изгледа топ, се понаша топ. И си викам топ да излезиме, ми вика да излезиме и се спремаме, јас одма бричење горе-долу, горе-долу, парфем, стик, се спремам, одам да купам цвеќе. Кога сме веќе кај цвеќињата, и на никој му нема текнат овие во цвеќариве, дури продават цвеќиња, нека продават и кондоми. Мислам, кој е будало и да купи цвеќе ако некија клецни вечерта? Освен за погреб.
Ама и за тоа имаше нешто. За не е битно. И, значи, што ми беше поентат? Одам да купам, значи, цвеќе, одам да купам кондоми. За тие што не знаете како се купуваат кондоми, сега ќе ви демонстрирам сликовите. Еднаш го имам кажано, ама сега пак. Значи, кондоми одиш да купиш на следниот начин. Влегваш во продавницата, ги лоцираш кај се кондомите, со поглед, оти глупо е да ги лоцираш, вака, не е толку пријатно, значи со поглед, се доближваш до кондомите. Друга битна работа е никој да не те види дека ти зјапаш таму. Значи, прај се на нормален дека си, земи ги кога ги крадиш и се движиш до касата најнормално. Значи, најнормално, нема никој да те забележи. Му ги даваш на касиерката кондомите, исто најнормално, значи му ги даваш. И се правиш малце на трипл, знаеш. Оти ако ви се сретнат погледите, може да би и незгодно. А тај ти вика, дечко, само ова! Шо стори, бе? Да, му викам, давај побрзо како исто. И проба да го титни тој кондомот, не го фаќа. А позади пензионери бе застанат и вика, дечко, мрдни бе со тие мастиките, во 12 дома треба да видиме. Јас тука малце најшла на стресна ситуација, си викам, добра, ајде, проба втор пат да го титни, пак не го фаќа. Си викам, зини, земјо голтни ме. Си викам, таман да и речам на женскава, те молам, значи, дај те молам, јас ќе пробам да го титнам, ќе го фати. Наде! Шифрата за овие кондоми, бе, која е? Дурекс! Максимум плежер! Од кој се? S! Јас тука пато на земја! XS! Не знаеш? Викни ја билето! Билето младата убата, викни ја билето! Абе, каква биле, мори, ненормално една? Која биле? Како бе биле? Викни го, Кире шефот! Собери ги сите на смена шефоите тука, ајде да ми кажат. Дурекс Куртони ес! Ај, ако не да му се јавиме и на мајка ми и татко ми да отвориме симпозиум за кондоми, бе. XXL биле. Да, XXL се. Викни нека те слушнат овие позади. Битно честа ја спасив. Го зеде тој кондомот, го чукна, таму чукна шифрата, бегам од тука. Дечко! Да, павели. Абе имаш и масажер гратис овие кондоми, да. Нема потреба, жено златна, затнија муцката, нема га. Дечко! Да, павели. Абе, ако некиш масажер имаме лубриканче гратис, топ се. Нема потреба, жено, фала ти. Дечко! Шо е, бе? Шо е, и пичка дали ми давате гратис? Го зедов тој кондомот, бегам да се видам со чупело, трчам малце, се спотнав, ама нема гаља, стигнувам, чупело топ, си правиме состанок топ, ја испреќам дома и до семафорите му викам, Злато, до тука, да не ме видат твоите, ќе си направиме уште проблем, уште одма. И викам, моите не се дома. Како ми кажа тоа дека незините не се дома, цела крв што ми од мозокот некако ми се пренасочи на едно друго место. Не е битно каде. И сега јас си викам, дади мисли, значи мисли, прај како да и влезиш на чупево дома. И јас мислам и ми текна. Како што сум креативен ми текна и викам, леле, ги загинав клучоите. Креација у пичку матер. Ги загинав клучоите и вика што да правиме, па не знам што да правиме, ако може да дојдам да спијам кај тебе. И вика, бе, како прв, ама те молам, значи имам 2000 евра, ќе ми пишат казна, што ти е. И ја убедив некако, одиме да спиеме, само што ја отвори вратата од влезот, ми вика, ме боли стомакот, ми дојде менструација. Та крвта, како што ми беше некако таму насочена, в глава ме удри, абе, еве ги кај биле да му ебам, мајката да му ебам. А јас сега морам додам, иначе сум уште сингл, така да нема женски гораст, барај ме после. Чао!